Добар ден, почитувани гледачи. Среда, 17 часот и 15 минути, телевизија Сонце и уште едно издание од своја страна. Оваа седмица на гости го пречекуваме нашиот музичар Даниел Коцалев, со кого ќе поразговараме малку повеќе за неговата музичка кариера, за неговите најнови видеозаписи, што прави и каде е Даниел денес приватно. Ке му посакам добре дојде во студиото на телевизија Сонце во емисијата од своја страна. Даниел, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Честа е моја, благодарам на поканата и поздрав до сите што не следавте. Токму така, малку подолго време го договараме ова наше интервју, меѓутоа еве се најдовме некако измеѓу. Даниел, почнуваш како музичар во дамнешната 2006-2007, како што можев да истражам за тебе, меѓутоа некој си период живееш надвор од државата, за што и малце ќе поразговараме, ти ќе ни откриеш, за денес да направиш еден камбек повторно овде и на музичката сцена. Кој и што прави Даниел Коцалев денес? Па добро, 2006-2007 почнав да кажем со попрофесионални ангажмани. Се занимавам со музика од, можам да кажам, и порано, и претходно. Можеби од 2001-2002, така некако. Точно, имав убав старт од 5-6 години, на кој што следеше едно кратко заминување, скоро 10 години, тоа кратко заминување. И еве повторно се враќаме сега пред веќе 2 години скоро чином, со многу нови проекти, многу музички ангажмани и со нови сили. Како и кој те внесе, Даниел, во светот на музиката, токму да почнеш да се занимаваш со песна? Би рекол дека потекнувам од едно музикално семејство, каде што моите родители и во тоа време, претпоставам, повеќето родители, можеби биле малку посрекни и многу често се случувале некакви домашни веселби, каде што приметив од многу мал дека поинаку ја слушам музиката од останатите, да речеме. И секако ми се допадна тоа, затоа решив веројатно да се занимавам со музика. Талентот го откри мојот учител уште од раните училишни денови, професорот Перица, го поздравувам во оваа прилика, се надевам дека е жив и здрав и добар. Значи, уште од мал почнав да свирам на хармоника, на тие патронатските денови, училишни денови. Почнав да свирам тамо, срам ми беше веројатно да пеам, или можеби се уште не ми беше оформено ни грлото, ни гласот, нели мутира гласот до доцните пубертетски денови. Почнав со пеење, да речем, некаде на 15 или 16 години и веќе од 17-тата, 18-тата и попрофесионално. Со професионални ангажмани, со снимања, со фестивали и така натаму. Што имаше остварено во музичката кариера пред да заминеш, еве конкретно во Германија, 10 години, и што се промени за тие 10 години? Па добро, почнав јас на почетокот, до души ден денеска си ја практикувам поп музиката, забавната музика, рокот ми е мене, да кажам, при срце. Почнав со таква музика, снимив неколку номери, неколку фестивали тука кај нас во Македонија, јавни настани, нели. Што се случи? Почнав да снимам поп номери, имав од тоа бенефит, меѓутоа еден период некако сакав да направам некаква промена. Ми стана Македонија многу мала, можам да кажам. И затоа заминав, моите родители живееа во Германија и претходно. Претпоставам професионално за работни ангажмани? Па мала. Заминав без никаков план. Без некој посебен план дека ќе правам ова или тоа. Отидов чисто спонтано едно лето на посета кај моите родители. Тие месец-два додека бев тамо ми се бендиса или допадна како тие тамо функционираат и живеат. И решив буквално преку ноќ да ја напуштам Македонија без никаков план, без ништо, да тамо дојдам и да почнам да се занимавам покрај музиката и со сосема други работи.
Значи ли тоа дека 10 години целосно паузираш од музика? Мислам од создавање на музика, од музицирање? Па, видете, музичар не може да паузира од музика Тоа никогаш. се правеше во Германија, Даниел. Значи, јас работев всекакви работи. Од транспорт, возење на камиони, не знам, комбиња, такви возила, до музиката пропратно секојдневно јас ја негував. Снимив и неколку numери и во тие 10 години додека не бев нели тука. Лесно ни е последниве 10 години, да кажам, откако технологијата е толку напредната, да јас бев тамо, а композиторите од тука ме ги испраќаа песните тамо. Ги слушав, ги вежбав, ќе дојдам тука на неколку дена, ќе ја снимам, видеозаписки направиме, ќе ја објавиме, па се враќав горе и доле. Значи, доаѓав често, се извинам, доаѓав често, се занимавав секојдневно и тамо со музика, и тамо имавме многу јавни настани, многу концерти, имаме во диаспората многу македонци кои што... Бевте активен таму? Секако, да. Значи има на мојот YouTube канал неколку настани објавени, не се сите, еден мал дел, гледачите можат да погледнат доколку сакат. Така. Значи се занимавав и тамо, правевме убав голем концерт, имавме со Сузана Гавазова, нашата фолк дива, самостојни настани имав исто и тамо. Меѓутоа, музиката ми беше, би рекол, не во преден план. Така. Значи, кога заминав тука, заминав од можеби причина што тој како да кажам, тој живот на неорганизираност околу музикава, бидејќи се свиреше, се настапуваше до доцните ноќни часови. Наутро не можеш да станеш како секој нормален човек. Не можеш да испланираш одмор за, не знам, 3 месеци унапред, со оглед на ангажманите. Затоа велам, музиката ја оставив тамо во заден план, се занимавав со други работи, создадов и тамо фирма своја за транспорт. Тие работи ми беа, да речем, во преден план, и секако семејството тамо го создадов, тамо девојката од тука, тамо ми стана сопруга. Така, сепак имало и убави моменти, убави работи што се случиле. Дефинитивно, јас не жалам што бев 10 години тамо, меѓутоа исто и не жалам што се вратив сега назад. Така, тоа ќе биде и моето прашање, се враќате назад, кои се плановите, дали можеби планирате активно и сериозно да и се посветите сега на музиката и на настапите, на создавањето музика? Па веќе од, како што напоменав, скоро 2 години назад сум, се друго, да речам, го запоставив. Сега музиката повторно е во преден план. Значи, на старт, кога се вратив, снимив неколку, како и повеќето колеги, предпоставам, модерни преработки. Исто може да се погледнат. И тие. И се осврнав на еден, тоа го прави веројатно диаспората, кога подолго време ќе бидеш тамо, си го цениш тоа што тука го имаме. Се осврнав, да речеме, таа поп рок музика на народната фолк македонска песна. Почнав да снимам македонски народни песни. Првенчето мое, да речам, Без тебе, што скоро веќе година дена е во етерот, помина одлично, на моја огромна чест, нели? Таа ми е во соработка со Златко Миладиновски и со вашата колешка Анита Даева. Таа е текстописец, Златко е музика и аранжман. Помина одлично, значи, после неколку месеци бев поканети на фолк хит на годината. Котира песната супер, ми се допаѓа тоа, еве сега и нова снимаме, веќе гледачите ќе имаат можност да ја погледнат и кај вас. Так. Насловена Татко станав јас. Јас станав 3 пати до сега. Исто со Златко Миладиновски ја работиме. Овој пат како текстописец ни се јавува Сонја Дојчиновска. Песната ја работиме веќе, би рекол, 6-7 месеци. Сосема спонтано, сосема ненаменски за да биде вака наменска, нели, Татко станав јас. Имавме друга идеја, не знам како и таа преку ноќ се Станува случи. збор за песна наменета за вас, мислам, автобиографска песна? Па би рекол дека Или за сите не е татковци? чисто само за мене, него за секој еден што ќе се проба во таа улога, речеме, секој што сака да добие едно чедо, ќе се пронајде во песната, верувам.
Мене ме допира, бидејќи јас 3 пати сум станал Ајде татко. овде да ја погледнеме, тоа е и фокусот на ова наше дружење, токму Татко станав јас и видеоспотот за песната. Ќе предложам овде да направиме една кратка пауза. Татко станав јас од Даниел Коцалев, почитувани гледачи, токму пред вас. Така, почитувани гледачи, сме назад во студиото. Го проследивме видеоспотот за песната Татко станав јас од Даниел Коцалев. Даниел, колку време се работеше песната? Напомена неколку месеци. Како одеше целиот процес? Кој сте вклучен во оваа песна? Па добро, како што напоменав по објавувањето на Без ТВ минатата година, по промоцијата веќе со Златко седнавме во студио, почнавме да спремаме нова песна. Ненаменски, како што напоменав, не знаевме дека ќе испадне вака. Татко станав јас да биде насловот и да
го има таквиот текст. Последните неколку месеци активно работевме од пред нова година, да речем од септември, октомври, некаде до сега до пред празниците, да дојдеме до ова што гледачите го слушнаа. Како што напоменав, маестро Златко Миладиновски, нашиот најдобар, музика и аранжман, текстот на Сонја Дојчиновска. Јас сум задоволен, еве, со оглед на како што е песната ново објавена од пред неколку денови, имам одлични реакции. Се надевам дека многу луѓе ќе ја слушаат, ќе им се допаѓа, на своите веселби ќе ја слушаат и ќе се веселат. Кога сме веќе кај веселбите, велите 2 години сте вратен овде назад во Македонија, како стоите со ангажманите? Колку сте ангажирани околу веселбите, околу прославите, околу приватните забави? Па, еве сега после празнициве конечно дојдовме малку до здив. Пред нова година беше, како и секоја година, претпоставувам, малку побурно. Имав ангажмани скоро секојдневно во, па би рекол, последните 15 дена од минатата година. Скоро секој ден настапував. Сега поминаа празнициве, малку сум посмирен. Меѓутоа имам доволно ангажмани. На моја огромна чест луѓето ме бараат. Се дружиме, правиме убави веселби и приватно, како што напоменати, од не знам, свадби, прослави, родендени, такви и слични настани до ангажмани по секаде во нашата Македонија. Така, што ќе кажеме за македонската естрада? Какво е вашето мислење за македонската естрада денес? Па добро, со оглед на тоа дека и јас сум сега тазе, би рекол, во фолк водите. Така, и зошто токму се навраќате на фолк музиката? Дали сметате дека денес тоа најмногу го бара и публиката? Или дека еден музичар мора да уме и да знае да се носи со се? Музиката нема граници, значи јас пеам од Френк Синатра до Војо Стојановски. И нема граници, реков, меѓутоа... Добро, Војо Стојановски е великан. Кажав еден пример драстичен, голема драстична разлика. Да, разбираме. Значи, со оглед на тоа што долго време живее во диаспората, ми фалеше мене многу македонскиот мелос. Значи, пеам од поп музика, меѓутоа сум осврнат повеќе на, да речем, на македонскиот фолклор од чисто една причина што мислам дека на македонскиот народ му фали нешто свое, нешто ново, што се надевам ќе остане низ годините, како што ние од порано имаме многу евергрини, да речемете, како Војо Стојановски и слични. Треба да се работи повеќе на македонската музика, да се негува. Народот му фали една убава веселба со ново компонирани македонски песни. И со оглед на, како што напоменав дека сум нов во овие фолк води, позабавно ми е некако. Вашите почетоци ги поврзувате со повеќе фестивали музички. Каде се има појавено Даниел Коцалев? Па првенче ми беше Охрид фест. Не, се извинувам. Канеофест. Канеофест. И тамо настапив со мојата прва, би рекол, кант авторска песна. Значи, јас сум авторот на музиката и на аранжманот и на текстот. Комплетно моја numera. И за среќа, ете како првенче, беше наградена од публиката со прво место. Многу ми е честува, многу се радувам. Не се осмелив повторно да создадам нова песна, немав можеби инспирација. Меѓутоа Канеофест ми беше првиот фестивал, уште 2007-2008. Потоа следеа сите фестивали скоро кај нас што тогаш постоеа, не знам, веќе не пратам многу што тоа остана, меѓутоа Охридски трубадури, Охрид фест е секако тука. Бев и тамо настапував. Откако се вратив, во фолк водите снимивме еден дует со мојата колешка Ирена Петрова. Бевме во Битола на Могилскиот фестивал, со Без тебе, летоска бевме на фолк хит на годината. Се дружиме често со колегите на фестивали, сум бил, па би рекол, на скоро сите што тоа јас ги ги знам. прашав каква е дружбата со другите колеги од естрадата? Па би рекол, со мене се сите многу одлични. Претпоставувам дека тоа е до луѓето.
луѓето кај нас што се занимаваат со музика се секогаш весели, среќни и спремни за песна. Сака ли Имам голема поддршка од колегите. македонскиот народ убава музика? Што покажува вашето искуство? Дефинитивно, па гледате и сами, предпоставувам, какви концертни настапи имаат, да речеме, за жал во Македонија не толку, меѓутоа надвор во диаспората. Чинам диаспората малку повеќе како да си го цени македонскиот певач. Па за жал, не знам зошто е тоа така. Ете и јас самиот живеам во главниот град, меѓутоа имам повеќе настапи првенствено надвор од главниот град. Значи не знам зашто во Скопје нема толку голема еуфорија, да речам, за нас. Може би дека сме домашни, па Да, и дека да, тоа, да, кога дефинитивно. излеземе некаде во диаспората, тоа се масивни настави. Може би дека овде се е достапно, па тука се знаеш како, а таму они го чекаат тоа, мислам го. Значи, потребна е дефинитивно музиката. ќе потврдам, одговорно тврдам дека во диаспората настапите ни се најмасивни, многу посетени и е одлична забава. Исто и тука во Македонија и скоро во сите градови имам настапувано и настапувам се уште. Многу поубаво се осеќам јас лично кога сум надвор од главниот град. Не знам од која причина е тоа, пак велам. Можеби како што останатите соседни земји, да речеме, или не знам од други држави, колеги кои доаѓаат кај нас, тука се најпосетени, можеби и затоа ние кога одиме тамо сме многу посетени. Каде сте најтопло причекан во другите градови во Македонија? Каде публиката знае најмногу да... Добро, последниот настан кој што го имав сега пред неколку денови беше во Тетово. Требаше да настапуваме до одреден период, ние продолживме уште, привидејќи публиката не сака едноставно да си оди. Толку беа луѓето весели и радосни, дека се дружиме сварно на еден убав настан. Меѓутоа секаде би рекол, па и во цела држава е навистина прекрасно. Битола, Прилеп, Охрид, Тетово, Гостивар, многу градови сега, да не во Куманово сум исто чест гостин. Така. И тамо настапувам често. Надвор во диаспората, како што напоменав, Германија ми е, секаде сум настапувал во Германија. Ја споменавте вашата супруга, споменавте дека 3 пати сте станале татко. Предпоставувам семејството е најголемата поддршка во сето ова што се случува, во сето ова кое што го правите денес. Па би рекол дека ми се и најголеми критичари и најголемата поддршка. Знам дека песната ќе биде успешна кога најмалото Кога се детенце. допаѓа на најмалото детенце. Во моето вежбање дома, да речеме, неколку пати ќе ја чујам песната, дали мене ќе ми фати око. И кога се вртам и го гледам детенцео, бебенце, 2 годинки, пее, има нешто. Тоа е тоа. Тоа е, мислам дека тоа е пресудно. Так. Кога на најмалите ќе им влезе во глава со 2 пати слушање, предпоставам дека ќе ни се допадне на нас Така, повозрастни. иако се се уште многу мали, дали може би пројавуваат и тие интерес за музиката како тато? Поголемата керкичка иде на некакво танцување, хип-хоп, латино, нешто така. Да, тоа е ин сега. Сега скоро има исто еден настан, јавен, тука во нашиот главен град, на кој што многу се радуваше таа. И пројавува музика, меѓутоа се уште мислам дека е малечка за било што, ние не форсираме кон ништо, оставаме самите да си одлучат што и како ќе бидат. Така. Покрај се ова, покрај сите настапи, сите ангажмани, сите видеозаписи кои што следуваат, кој е Даниел Гоцалев приватно, што правите друго, што го исполнува друго вашето време? Освен работата. Добро, јас немам многу слободно време. Така, вие сте и... За жал или среќа. Така, и работно ангажиран секојдневно. Да, јас, значи, заминав од Германија, меѓутоа... Работните навики не замина, остана. Работните навики си останаа, така си е. Значи, покрај тоа што творам музика скоро во секој можен период кога можам, имаме и 3 дечиња дома, за кои што исто голем ангажман ни даваат тие. Така, постојано. Тоа малку време што го имам, гледам да го поминеме заедно, можеби на некоја планина или на некакво шетање, на чист воздух. Так, за полнење батерии. Така, да се видиме со најблиските, нели, со пријателите, со роднините и така. Токму така. Даниел, што ќе најавиме следно?
нова е Татко станав јас, релативно нова, треба да да спласне, да си го земе потребното внимание и од слушателите и од сите оние кои што ја создавале. Меѓутоа, дали се работи на нешто ново? Предпоставувам не се опираш овде, предпоставувам сега зема замав. Не, таман работа. Ке се работи. Искрено не знам што да најавам следно, бидејќи е толку тази песнава, неколку денови само. Така. Чисто една споредба ќе ви дадам. Минатата година Без тебе ја објавивме. Так. Неколку месеци претходно беа преработките на македонски фолк песни. Објавени. Меѓутоа, снимањето идеа паралелно и не се знаеше дали ќе бидат прво преработките или Без тебе. Практично јас првенствено ја завршив Без тебе песната, потоа беа преработките, ама беа обратно објавени. Така да имам повеќе проекти кои што паралелно ги работам, ќе чекам луѓето да се израдуваат на Татко станав јас. Нека станат многу татковци во скоро време, нека се радуваат на песната, нека уживат и мајки дефинитивно. Така е. Нека спласне, како што и самата најави песнава. За сите следни чекори тука сме, ќе бидете на време известени. Ти благодариме. Читаат ли музичарите книги? Па кој како? Кој како, еве ти колку да читаш. Колку има време? Јас и моите пријатели од Ар Сламина подаруваме за секој мој гостин книга подарок од Јана Мишо, Ана и од Монмартр, или вие или вашата сопруга, се надевам дека со шолја чај, шолја кафе ќе ви се најде овој примерок за во домашната библиотека. Многу ми е драго, ви благодарам. Читаме македонски автори, исто како што слушаме и македонски артисти, македонска музика. Со оглед на моите обврски, јас повеќе сум за аудио книги. Кога патувам, да речеме, на настани во Прилеп до Скопје, имам 2 часа да слушам аудио книга. За жал не можам да читам така, меѓутоа ќе се потрудам и многу ми е чест. Ви благодарам. Така, Даниел, ви благодарам и јас вам што одвоивте дел од вашето навистина фул време. Многу ми е драго што Татко станав јас ја промовираме еве вака и од своја страна во телевизија Сонце. Ние секогаш ќе бидеме на ваша страна, секогаш сме овде за да промовираме уште многу нови видеозаписи од вас. Ви посакувам добре дојдовте во Македонија пак и не престанувате да творите и да создавате музика, бидејќи навистина ни се потребни македонски артисти, навистина ни е потребна македонска музика. И останува да се видиме на некоја промоција на следен видеозапис. Ќе ми биде чест. Однапред се радувам, ви благодарам уште еднаш на поканата, поздрав до сите што не следеа, ти благодарам тебе најмногу, се надевам до следното видување нема да трае како ова. Така, побрзо ќе го договориме. Така, овде и пред нашите гледачи ќе се одјавиме сега, јас предлагам да се одјавиме со Без тебе. Без тебе од Даниел Коцалев, почитувани гледачи, довидување до следната среда.